Драги наши пријатели, сакам да ве поздравам и повторно да ви посакам добре дојде во овој серијал под наслов Доброто ќе го победи злото. Ова е втора емисија од овој серијал и верувам дека ќе имаме можност да се надоврзиме на она што беше кажано минатиот пат и да имаме една јасна слика за тоа како злото кој што почнало горе, кој што почнало надвор од нашата планета, полека почнал едноставно да завладее и со нашата планета. Но пред, официјално тој наслов да го најавам денеска и да одиме во проучување на оваа проблематика, дозволете ми најнапред да поделам со вас една илустрација која што ќе ни помогне да ја отвориме денешната тема. Враќајќи се од месечината на својот пат назад до Земјата, астронаутите имале можност да кружат околу нашата планета Земја. Извештаите кажуваат дека биле многу восхитени од она што можеле да го видат. Однадвор како изгледала планетата Земја. Земјата беше прекрасен, вистински син, бесценет камен со величенствена убавина. Навистина, едно големо ремек дело кога се има можност да се види нашата планета Земја од таа една перспектива. Меѓутоа, штом легле во атмосферата и се спуштиле на Земјата, астронаутите се вратиле во реалноста. Во реалноста на нашиот секојдневен живот. Земјата за нив станала планета во која што се војува, каде што постои глад, несреќа, смрт. Мажите, жените, децата, сите се подложни на страдања, на неволи, на болести и на смрт. Интернет порталите, телевизијските канали и останатите медиуми ни информираат за секојдневни извештаи за несреќи, крвопролевања, природни катастрофи, како и опасности од загаденоста на нашата животна средина. И нормално сега го се стават овие две работи да се анализираат. Значи, кога се гледа од една страна нашата прекрасна сина планета, колку е убава од надвор, и кога ќе се влезе внатре во неја да се види каков е живот во таа сина, прекрасна планета, тогаш се поставува едноставно она клучно прашање. Што се случило? На кој начин сето тоа се пореметило? Зошто таа прекрасна планета од надвор внатре да е полна со такви лоши работи на кои што сите ние денеска едноставно сме сведоци? И всушност, еден од најзадоволителните одговори кои што едноставно можеме да го имаме, според моје гледиште и најзадоволителен, е кога ги отвараме страниците на ова света книга и кога ова прашање што го поставиме, го гледаме во контекст на големата борба помеѓу доброто и злото. И ние денеска во ова втора емисија ќе го следиме патот на големата борба помеѓу доброто и злото. Конкретно едноставно ќе одговориме на прашањето како? Како, значи, нашата планета Земја беше вовлечена во овој вековен судир, во овој голем конфликт помеѓу доброто и злото. За да одговориме на ова прашање, драги мои пријатели, дозволете ми на почетокот да се вратиме на самиот почеток на создавањето на нашата планета. Всушност, еве една прилика, сите вие кои што имате желба, да ги проучавате овие многу важни работи, да имате сознание, најдобро можете тоа да го имате преку извештаите што ги нуди Светото Писмо, па затоа сите вие што се заинтересирани имате прилика да се јавите и да имате и бесплатен примерок на книгата Библијата или Светото Писмо. Ние денеска ќе
почнеме да читаме текстови од самиот почеток, од самиот старт на Светото Писмо, затоа што тука од самиот старт ние ќе добиеме една слика како се почнало. Како Бог, како што гледаме во слайдот, ја создал нашата планета Земја. За колку временски период, денови, едноставно ја создал нашата планета и што се случило после создавањето на нашата планета. Затоа, слайдовите што се пред нас, ќе имаме прилика рафално да одиме да видиме како сето тоа се случило. Оно што ние наоѓаме извештај во првиот библиски текст, кога го отвараме Светото Писмо, е извештајот кој што ни кажува дека во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Многу јасно, Светото Писмо ни кажува кој е создател на ова планета. Значи, во почетокот Бог го создаде небото и земјата, еве каква беше земјата пред тој старт на создавање што Бог го направил. А земјата беше без обличи и беше пуста. И беше темница над бездната и Духот Божи се дигнуваше над водите. Со еден збор немаше услови за живот. И Бог, како создател, така ни е неговиот опис на почетокот на Светото Писмо, доаѓа тука во таа безобличи и пуста, ненаселена земја, без услови, создава услови. И еве што Бог прави. Првиот ден. Значи, кога читаме тука, гледаме дека Бог рече, и рече Бог, нека биде светлост. И виде Бог дека светлината е добра и ја раздели светлината од темницата и првиот ден Бог го нарече, чи светлоста Бог го ја нарече ден, а темницата ја нарече ноќ. И беше прв ден, првото. Значи, Бог во првиот ден едноставно ја создал светлината. Тоа е најнормално нешто. Еве само земете еден пример, кога ќе дојдеме вечер дома, прва работа што ја правиме кога ќе влеземе домот, кога ќе отклучаме вратата, што правиме? Се фаќаме за светлото. Не можеме ништо да направиме во таа простора додека не создаваме услови. И така Бог, пред било што да создаде, тој едноставно направил светлост. Понатаму, во вториот ден, одиме сега рафално, ово извештај можете да го најдете во првата книга Мојсеева, во првата глава на самиот старт. Јавете се вие кои што сакате да имате Библија, бесплатно ќе ви се достави и таму ќе го имате овој извештај. Во вториот ден Бог прави разделување. Од една страна го создава копното, земјата, а од друга страна водата, горе облаците. Така да тој ги разделува работите. Она што беше без обличи и пусто, сега Бог прави услови за да може во тие три последни места да создава. Тоа е вториот ден, разделување на копното од земјата и горе облаците. Тоа е тоа што Бог го создава во вториот ден од создавањето. Ова се неколку слики што можеме да ги видиме во тој правец. Сега Бог оди да ги комплетира тие ентитети, ако можам така да кажам, што ги одвоил. Така да во третиот ден Бог го создава растителниот свет. Значи Бог почнува од копното, кое што беше празно, беше пусто, Бог сега му дава живот. Бог му дава растителен свет. Па замислете, драги мои пријатели, како би изгледала нашата планета Земја без растителниот свет? Бог, кој што е креатор, уметник, кој што ужива, самиот естетичар и самиот ужива во естетиката, создава едноставно растенија. Како ли ние се чувствуваме кога одиме во некој парк, многу добар парк и гледаме убава трева, искосена убаво средена градина, па со цвеќина, убав мирис. Па тука се и храната и овошјето што Бог го создал, билки кои што едноставно од себе нуделе храна и навистина прекрасни овошја. Тоа се Бог што создал, прекрасни цвеќина кои што Бог ги создал да му го разубават животот на човекот. И затоа со право, кога се наоѓаме во таква ситуација, во таква една средина, нам не ни се доаѓа дома во она некоја наша ситуација, него ние сме создадени за една природна средина да живееме. Тоа е третиот ден Бог што создава. Четвртиот, следниот ден, гледаме дека Бог ги создава небесните тела. Сонцето, месечината и звездите. Сонцето да светли дење, месечината ноќе и звездите. Тоа е она што Бог го создава четвртиот ден. Петиот ден, извештаите велат сега Бог едноставно создава животински свет, ако можем да кажем птици. Птици создава во воздухот и риби во водите. Кога го читаме извештајот во прва книга Мојсеева, доаѓаме до овој заклучок дека петиот ден Бог едноставно не го остава небото празно, него создава птици и навистина
една прекрасна гледка кога гледаме птици, разнобойни, со прекрасни мелодии кои што едноставно се играат, значи ги пуштаат и кои што верувам ни го разубавуваат животот. А исто така и риби, го ќе одиме во некоја река, езеро или море, навистина нешто прекрасно. Тоа е она што Бог го создал во петиот ден. Извештајот што го наоѓаме запишан во страниците на почетокот на Светото писмо. Шестиот ден Бог создава неколку работи. На почетокот животните ги создава, потоа го создава човекот, мажот, Адам го создава, а потоа ја создава и Ева. Да, животинскиот свет Бог создава, а потоа Бог едноставно го создава и човекот, првиот брачен пар Адам и Ева. И на крајот, последниот текст од првата глава ни дава изрече за тоа како Бог ја завршил седмицата на создавање. И вели: и ги заврши Бог до седмиот ден своите дела што ги создаде, и Бог си почина во седмиот ден од сите дела што ги создаде. И го благослови Бог седмиот ден и го посвети, затоа што во тој ден си почина или се одмори од сите дела своји едноставно што ги создаде. Драги мои пријатели, еве ова еден краток блиц, резиме на она како Бог го создал нашиот свет, како е создадена нашата сина убава планета Земја, која што навистина во Божјата визија на почетокот кога Бог ја создал беше направена да му овозможи најдобри услови за човекот едноставно да живее. Во следната глава наоѓаме кратко објаснување за тоа како Бог создал уште некои работи во рамки на таа седмица на создавање. Сега, нешто интересно, во шестиот ден Бог го создава човекот. И не само што го создава човекот, него извештаите вела дека го сместува во Едемската градина. Еве го читам тој текст во втора глава, значи 8-9 стих, каде што извештаите ни кажуваат следно. И Господ Бог насади градина на исток во Едем и таму го смести човекот кој што го создаде. Тогаш Бог направи од земјата изникна секое дрво, убав за поглед и добро за храна, и дрво на животот среде градината, и дрвото за познавање на доброто и злото. Значи, видите, Бог му создал прекрасна градина, прекрасна животна средина на првиот брачен пар и го намести и му дал навистина прекрасни услови за живење. Драги мои, тоа е време, тоа е период кога се појавува големата борба помеѓу доброто и злото горе во небото. И каде што ѓаволот, непријателот, кој што е победен горе во таа војна помеѓу Михајло, нели така, и змеот, на што го прочитавме во првото предавање, и тој е фрлен од небото, и тој како бездомник, како што беше кажано, тој оди и сега бара начин како да му се одмазни на Бога со тоа што ќе ги наведе неговите созданија на грев. И затоа Бог благовремено го обавестува човекот да внимава, го предупредува, едноставно да пази. И еве го тој извештај што ги наоѓаме исто во втора глава, 15 до 17, вели вака: и Господ Бог го зеде човекот и го постави во Едемската градина, за да ја обработува и да ја чува. И понатаму, и Господ му заповеда на човекот, велејќи: јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото, во денот кој ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Драги мои, зашто Бог му дал едно такво предупредување на човекот? Па затоа што едноставно се појавил отпадник, се појавил некој кој што едноставно не му мисли добро и на човекот. Некој кој што едноставно сака да го заведе, да го тргне од таа совршена небесна хармонија што Бог ја создал на почетокот, каде што му дал прекрасни услови за живот. И сакал едноставно Бог да го предупреди како добар татко, како добар родител, да го предупреди, да го советува, да не влезе во било какви сценарија, кои што едноставно ќе попушти човекот и нема да послужи. Сега извештаите кажуваат дека тоа дрво за познавање на доброто и злото, кој што бил ставен во Едемската градина, ќе беше тест на лојалност, каде што требаше да се види. Ако човекот јаде од било кое друго дрво, тоа е знак дека сака да му биде верен на Бога. Но, кога ќе одлучи да јаде од тоа дрво,
тоа е знак дека ќе сака да го слуша оној другиот. Непријателот, јаволот, сатаната. Да, две дрвја садени тука во град, во Едемската градина. Едното дрво символ за доброто, символ за вечен живот, и ако јадел човекот само тоа дрво, знак дека сака да биде верен на Бога. Другото е символ на злото и символ на послушност на она втора страна. Што се случува понатаму? Многу ни е важен извештајот што се случува понатаму. Ние знаеме дека Бог остава човекот во избор и човекот едноставно треба да бира. Ова многу важно што сакам на самиот почеток на ова второ предавање да го истакнам, затоа што е многу вредно и важно. Видите, драги мои пријатели, Бог го создал човекот со слободна волја. Не го создал роб, не го создал да биде некоја машина која ќе биде управувана од некој контролен центар од страна. Не. Бог е создание кој што Бог сакал да му даде слободна волја, избор. Така Бог создава. Видите, таму каде што има слободен избор, постои љубов. Таму каде што нема слободен избор, нема љубов. Каква е таа служба без љубов? Бог очекува човекот со својата слободна волја да избере добра работа, да избере од љубов да му служи на Господа. И затоа му го дал тоа. Меѓутоа, кога ќе создадете суштество со слободна волја, можно е да избира добар избор да направи таа личност, но исто така постои можност да се направи и лош избор. И ајде ние понатаму гледаме кој избор го направил човекот, едноставно со тоа што кој извештај го наоѓаме во Светото писмо за изборот што самиот човек го направил. Дозволете ми да го прочитам тој извештај што вели Светото писмо за тоа. Змијата беше полукава од сите полски животни што ги создаде Господ Бог. Таа и рече на жената: вистина ли е дека Бог ви рекол дека не смеете да јадете од ниту едно дрво во градината? А жената ја одговори на змијата: ние јадеме род од секое дрво во градината, само од плодот на дрвото што е среде градината. Бог рече. Точно знаела Ева што едноставно Бог кажа. Бог рече: не јадете од него и не допирајте го за да не умрете. А змијата и рече на жената: не, вие нема да умрете. Туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него ќе ви се отварат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто од злото. Замислете. И извештајот продолжува: жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и посакувано заради мудрост, скина од плодот и го изеде. Па му даде и на мажот и тој изеде. Еве го извештајот што го наоѓаме поврзан со човековиот избор кога е во прашање на чија страна едноставно Ева, а потоа и Адам одлучиле да бидат. Тие го направиле својот избор. Сатаната незабележано, ѓаволот, користејќи медиум, змијата, почнала полека едноставно не откривајќи го својот идентитет. Ретко тој го открива својот идентитет и го искушал човекот. Тој обично користи медиуми, драги мои пријатели, често пати тој доаѓа. Тука имаме едно цело предавање следното околу тоа. Која е неговата тактика на војување? Каде што тој користи медиуми, користи посредници, користи нешто не со цел директно да се појави за што луѓето ќе го препознаат, него индиректно да ги спроведе своите планови. И во овој случај тој имал план за избама на првите наши прародители. Го вода разговорот со Ева и се потрудил да посее сомнеш во срцето на Ева и тој сомнеш полека почнал да работи на него за да може едноставно да ја убеди Ева да може таа да направи зло. И тој во тој правец да ги оствари своите планови едноставно почнал да ги увеличува работите, почнал да им даде друго значење на работите, почнал да ги испревртува зборовите што самиот Бог ги кажал и Ева што одговорила, така да тој си поставил за цел, по секоја цел, да ја тргне Ева потоа Адам секако од патот кој што Господ едноставно им кажал. Две фази се тука присутни во овој прв грев што го направиле нашите прародители. Прво,
фаза на разговор што Сотона, ѓаволот ја манифестирал, ја промовирал, тој сакал по секоја цена да дојде во разговор со Ева. И од таа прва фаза на разговор тој прешол на втора фаза, тоа е фаза на измама. Тој најнапред од првата фаза успел на некој начин да ја хипнотизира, за да може едноставно потоа да оди во таа своја втора фаза. И драги мои, кога го читаме детално, би сакал во положение тоа да го анализираме малце да видите, затоа што тука можеме да извлечеме пораки за себе и поуки за нас. Во суштина ѓаволот тука сеел тројна лага. Ајде да видиме кои се тие лаги и што сакал ѓаволот да постигне со таа тројна лаж. Првата лаж што ја сеел ѓаволот е запишена во 3 глава 4 стих. Вие нема да умрете. Со други зборови, гревот нема да ви наштети. Само една глава претходно Бог рекол, ако јадете ќе умрете. А ѓаволот сега доаѓа со друга филозофија. Вие нема да умрете. И мои зборуваме за тоа како гревот, тој вековен судир. Значи, дошол и на нашата планета Земја. Како нашата планета Земја е вовлечена. Еве за тоа ние зборуваме. И еве гледаме како меѓу првите наши родители, прародители Адам и Ева, сеел тројна лага, ѓаволот, првата е вие нема да умрете. Ако загризете од тој забранет плод, тогаш вие едноставно нема да умрете. Гревот сигурно нема да ви наштети. Колку ли денеска ѓаволот со исто оваа лага се труди и успева кај многу луѓе. Да. Еве само едно прашање. Бог рекол една анализа, краток тест. Бог рекол ќе умрете. Ѓаволот рекол нема да умрете. Моето прашање, каде е денеска? Каде се денеска Адам и Ева? Да се запознаеме со нив. Живи ли се? Не. Тие се умрени. Кој бил во право? Бог или ѓаволот? Бог. Бог секојаш е во право. Ѓаволот ги надувува работите. Ѓаволот ги представува работите како што не се. Ѓаволот го представува гревот како нешто што нема да ни наштети, а во суштина ни наштетува. Тој никош ѓаволот кој рекламира некој производ не ги покажува последиците што може да дојдат после тоа. Замислете, например, кога рекламира алкохол. Тој не покажува како човек во болница се мачи од тоа што му отиде, нели така, црниот дроб, затоа што е под удар на алкохолот. Него тој прикажува кристално убави чаши со алкохол во нив, убаво облечени луѓе, како пијат, како ги задоволуваат тие работи, а всушност се нанесува зло на себе. Никош ѓаволот не покажува како човекот во болница умира од рак во своите бели дробови, кога го користи пушењето, дуванот. Тој секојаш го прикажува како нешто фино, модерно, убаво и вели, тоа нема ти наштети во моментот. Меѓутоа, месеци и години подоцна, тој го зема својот данок. Тоа е првата лага што ја ширил ѓаволот. Втората лага што ја ширил ѓаволот запишана во 5 стиха, таму вели, од една лага преминала во другата и рече: ќе ви се отворат очите ваши и вие ќе бидете на некој начин како богови. Со други зборови, не само што гревот нема да ви наштети, првата лага, гревот ќе ви го унапреди животот. Вие знаете, кога ги мотивира непријателот ѓаволот луѓето да лажат, да крадат со цел да стекнат некои материјални работи, тој не покажува како тие луѓе ќе бидат под удар на закон на државата, како тие ќе бидат затворени, како тие ќе лежат во затвор, него ним садува во мислите дека тие ќе направат големи куќи, ќе купат скапи автомобили, ќе ограбат некои такви куќи каде што ќе може да си ги задоволат своите желби. Видите, гревот ќе ви го унапреди животот, ќе ви се отварат очите, ќе бидете потполно слободни, ќе бидете богови. Со други зборови, ева, потпри се на себе. Со други зборови, почнал да го критикува Бога. Бог не ви дава потполна слобода. Тој ви ги затвара очите. Јас сакам да ви ги отворам. Да гледате многу подлабоку, да гледате многу подобро. И колку луѓе денеска паѓаат во овие стапици само затоа што не го слушаат Господа. Значи, прва работа, прва лага е гревот нема да ви наштети. А втора лага што ја сеел, гревот ќе ви го унапреди животот. А третата лага е ќе ви даде шанса гревот се што ќе посакате да добиете. Тоа е веќе трета, значи, исто во 6 стих, едноставно, вие ќе бидете најголем авторитет. Со други зборови, никој како вас. Никој не може да се спореди со вас. Ева, Адеме, освестете се. Јас имам план за вашиот живот. Со други зборови, јас имам такви идеи, што вие едноставно
ќе доживеете нешто што во моментот никош го немате. Така да, со овие лаги почнал да се омраза, да се сомнеш во срцето на Ева, за да може таа да го прифати тој предизвика, да можам така да кажам, тој искушение, да падне на тој испит и да направи грев. Со други зборови, тука ѓавол се представува како иноватор на нешто добро. И како оној кој што пружа некое задоволство. Значи, иноватор и како некој што пружа некое задоволство. Но дозволете ми, драги мои пријатели, значи да спомнам две многу важни работи. Прво, Бог е иноватор на секое вистинско задоволство. Бог е оној кој што ќе ти даде задоволство, вистинско. Тој ги создал нашите органи што ги имаме. И тој ни дал работи со кои нашите органи да бидат задоволни. Ѓаволот нуди некој си вештачко, некое квази задоволство, али во суштина тоа носи во пропаст. И втора работа, понекогаш треба да се откажеме од некое моментално задоволство, за да добиеме идно поголемо едноставно задоволство. Ова е стратегијата што ѓаволот ја сеел едноставно према Ева, не напред, а Ева, почнувајќи разговор напред со него, хипнотизирана од тој разговор, примамена од тој разговор, некако го зеде тој плод и така, не само што го отвори своето срце и својот живот, да ѓаволот влезе во нив, него едноставно и ѓаволот се вдоми во нашата, нажалост, планета Земја, каде што ние последиците од тоа вдомување едноставно ги гледаме. Всушност во тие моменти Адам и Ева направиле грев. Прво Ева, а потоа Ева тоа го поделила со Адам и Адам тоа истото го направи. Значи, тие направиле грев. Што е тоа грев? Дозволете ми да спомнам библиски дефиниции за грев, да го дефинираме и она што е најважно. Значи, да видиме на крајот како Бог едноставно го решил или што нудел како решение да се реши проблемот за гревот. Најнапред одиме да го дефинираме, да дадеме дефиниција за гревот. Прва дефиниција што наоѓаме во Светото писмо за гревот е дека гревот е беззаконие. Кога се живее без одредени правила и прописи што се поставени со цел да се има ред и едноставно просперитет, тогаш тоа е беззаконие. Тоа е грев, тоа е анархија, тоа е самоволие, тоа е живот според своите стандарди, различни од стандардите во друштвото каде што ние живееме. Понатаму, тоа го наоѓаме во 1 Јована 3:4. Понатаму, втора дефиниција на гревот е, вели Светото писмо, и така кој знае да прави добро, а не прави, тоа му е грев. Со други зборови, гревот е рамнодушност. Знаеш дека нешто е добро да правиш, не правиш, тоа е рамнодушност и тоа е грев, според дефиницијата на Светото писмо. Понатаму, трета дефиниција, наоѓаме во Новиот Завет, вика се што не е поверата грев е. Значи, грев е се она што не е поверата. Што го правиме со сомнеш. Да веруваше Ева во Бога, во сите збори што ја кажувала, кога не би се сомневала, кога би живеела со вера, не би направила грев. Таа тука го прекршила. Ова е една дефиниција за гревот што Ева е направи. Четврта дефиниција, многу интересна, што сакам да ја поделам со вас, гревот е погрешно усмерена љубов. Како? Бог во почетокот не создал да својата љубов ја усмериме према Него, затоа што Тој ни го дал животот и ние сме, да кажам така, живи затоа што Бог ни го дал животот, да го сакаме Него со цело срце, душа, мисли, зборови, дела, се, а потоа да го сакаме и својот ближен како самите што се сакаме. Значи, да го сакаме Бога на прво место, да ги сакаме ближните. А гревот ги превртал овие работи. Наместо да го сакаме Бога и да ги сакаме ближните, гревот прави да се сакаме прво самите себе си. Фокусот од Бога и од луѓето, гревот го свртува према себе. Тој е грев. И денеска луѓето не гледат како на нив им е добро. Дали тоа општо е добро, дали тоа здраворазумски или правилно или поштено, кој прашува. Само да ми биде мене добро. И до каде овој свет ќе оди ако така размислуваме, ако гледаме. Тоа е таа трета дефиниција на гревот. Мене ми се допаѓа една комплетна дефиниција, исто така што еден теолог ја дал, што би сакал да ја поделам заедно со вас, пред да одиме да ги видиме последиците што ги донел гревот и решението што Светото писмо ни го нуди. И еве овој теолог како
dala jedna mnogo sveofatna definicija za grevot, evo što kažu. Gref. Grt, odvraten, najgrt i najodvraten zbor. Fenomen so kolosalno i razorno dejstvo. Izvor na site opišani i neopišani, poznati i nepoznati, zla, nevojli, katastrofi, kataklizmi. Причина за најстрашните грозоморни и најцрни мракобесија, низ кои поминувала и ќе помине нашата планета во последните денови. Најсилен експлозив и најотровен отров кој разурнал милиони Нагасаки и Хирошими и отрул милиарди луѓе. Поради гревот, вели овој теолог, многу интересна дефиниција на крај, гревот човекот пие и ќе пие бигор и жолчка, и поради него ќе исчезне и ќе замине во неврат, како што се случувало тоа со многобројните цивилизации која што е газеле територијата на оваа земја. Навистина една сеопфатна дефиниција за гревот, што гревот направил. Драги мои, ајде да не одиме понатаму, да го гледаме собствениот живот. Кога сме дозволиле да ја отвориме вратата на гревот во нашите животи, што сме дозволиле? Што се случило? Кога дошол гревот во нашите семејства, во нашите бракови, во нашето друштво, општество каде што живееме, што се случило? Навистина се сложувам со оваа дефиниција како е убаво објаснето што све едноставно гревот направил. И еве, од таа прекрасна убава градина, во почетокот каде што едноставно Адам и Ева биле среќни, радосни, се видело тага во нивните лица, се видело плач, се видело едно зло, да кажам така, затоа што гревот се вдомил во нивните срца и во нивната средина. Еве ги, кога ги читаме извештаите во 3 глава, како последица на гревот, приметуваме дека гревот донел страв, понатаму освен страв донел несигурност, после несигурност донел кривица, почнале тие да ја префрлуваат вината еден на друг. Да. Понатаму срам и оптужби, секако, да, значи страв, несигурност, кривица, срам, оптужби, губење на заедницата со Бога. До претходно тие го гледале Бога. Секој попладне Бог доаѓал тука и ги учел, и Адам и Ева, како да живеат. Како се дружеле заедно, навистина една прекрасна средба меѓу себе. Создателот со своите созданија. Меѓутоа, после гревот, сето тоа се изгубило. И не само тоа, се појавила непоштеност и на крајот, како круна на сето тоа, едноставно се појавила едноставно и смртта. Да, драги мои пријатели, ова се последиците што гревот едноставно ги донел. Но дозволете ми сега на крајот да збориме и за надежта, да збориме и за решението, да збориме и за противотровот, што едноставно бил решение за тој отров од гревот што дошол на оваа планета. Кога читаме прва книга Мојсеева 3 глава, извештајот за првиот грев, тука наоѓаме едноставно гледаме и друга страна. Го гледаме и Божиот одговор за проблемот на гревот. Во суштина, тука ние наоѓаме две вести. Прва и втора вест. Првата е лоша, втората е тотално добра. А кои се тие две вести, едноставно, една добра и една лоша? Првата лоша е тоа дека Адам и Ева му отвориле вратата на гревот и го заразиле целото човештво. Заразата била 100% фатална, 100% едноставно смртоносна. Тоа е лошата вест што ја читаме во прва книга Мојсеева, 3 глава. Меѓутоа, добрата вест е дека Бог не седел со скрстени раце. Бог интервенирал. Бог на појавата на гревот што се појавил, интервенирал. Со тоа што имал план да ова личност што ја гледате, најсаканат, најпоштенат, личност за сите времиња, дошла на овој свет да го даде својот живот за тебе и за мене. Но додека тој не дошол, поминало 4000 години од тој момент кој бил направен првиот грев, па до доаѓањето на Спасителот Исус Христос, Бог едноставно нудел 4 работи. Дозволете ми на крајот да ги спомнам овие 4 работи како решение на проблемот на гревот што едноставно се појавил на планетата Земја. Прво, Бог превзел иницијатива. Тоа го пишува во 3 глава, 9 стих. Значи, Бог го направил првиот чекор. Бог не оставил човекот да се сети, не. Човекот кога погрешил се сокрил. Меѓутоа, кога се сокрил човекот,
Бог стапил на сцена. Еве што пише во 3 глава 9 стих. А Господ Бог го повика Адама и му рече: каде си? Бог превзел иницијатива. И денеска тој превзема иницијатива. Драги мои, Бог на разни начини сака да допре до нашите срца. Бог на разни начини проговорува. Ни говори преку природата, преку совеста, преку Светото писмо, преку ова врста предавања, серијали и слични на нив. Бог ни проговара затоа што ова време на милост што ние живееме е краткотрено, ограничено. Ќе дојде време кога нема повеќе да има време на милост. Кога Бог дал шанса и прилика за луѓето да слушнат, да дојдат, да се вратат кај Него, да размислуваат за својот живот, што прават и каде нивниот живот ќе ги воведе. Каде си? Те прашува денеска Бог и тебе и мене. Каде си кога го прашане односот со мене? Дали имаш отворено срце? Дали имаш време за мене да слушаш какви планови има за тебе? Да, Бог има план за тебе, Бог има план за мене, Бог има план за човештвото. Ние сме му потребни на Бога, Бог ни е потребен едноставно на нас. Тоа е полн со љубов и тој сака да не спаси. Мисијата на Исуса Христа на земјата беше да дојде да го спаси, да го најде она што е изгубено. Сите ние на некој начин бевме изгубени. Меѓутоа, дошол некој да не врати, да не однеси во татковиот дом. Тоа е планот на спасението, тоа е Евангелието, Бог превзел иницијатива. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор едноставно е дека Бог ветил спасител. Ова е многу важна работа. Видите, Бог е го лекар. Пациент дојде кај лекар, го кажува проблемот, лекарот го прегледува и му дава и дијагноза и решение. Дијагноза дека сме ние грешни, а плата за гревот е смртта. А решението од таа Божја потека на милоста е дека има спасител. И тука во 15 стих тој го најавил спасителот и рече: еве ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе, човечкото, и на непријателот. Тој ќе сотрува главата, а ти едноставно ќе го сотруваш за петици. Ова е тоа пророштво. Видите, кога Бог го слова човекот бил пријател на Бога, а не пријател на ѓаволот. Но кога човекот направил грев, се променили одлуките. Човекот постанал пријател на ѓаволот, а не пријател на Бога. И Бог сега сака да го враќа човекот во пробитата положба, да бидат пријатели. Не може човек истовремено и пријател на ѓаволот и пријател на Бога. Или ќе биде пријател на Бога, или пријател на ѓаволот. И Бог му го нуди своето пријателство со тоа што го најавил спасителот. Ќе дојде време кога едноставно ќе дојде спасителот. До тогаш тие требале да принесуваат жртви. Во старо време се принесувало жртви за гревот, а тие жртви го представувале тој спасител, како што јагне што било принесувано на жртва, ни криво ни должно, така ќе дојде небесното јагне кој што ќе умре за луѓето. И затоа Јован Крстител, оној што го крстил Исуса во реката Јордан, кога го догледал Исуса, кажал: еве го јагнето Боже што ги зеде кревовите на светот. Значи, втора работа пред одиме на последните две, дека Бог ветил спасител. Трета работа, Бог ја кажал вистината за гревот. Ова е многу важна работа. Ѓавол се служи со лага, Бог ја кажува вистината. Еве што кажал за гревот. Прва работа што ја кажал Бог: со маки ќе раѓаш деца. На Ева. Со маки ќе раѓаш деца. 3 глава 16 стих. Понатаму земјата ќе биде проклета од тебе. Дали секојаш го се сее има и жетва богата? Не. Навистина земјата е проклета, последица од гревот. Потоа со напорот неја ќе се храниш. Тоа е третото проклетство, едноставно вистината што гревот едноставно ја донел. Четврта работа, ти ќе работиш, а таа трња и коров ќе ти раѓа. 3 глава 18 стих. Понатаму со пот на лицето своје ќе јадеш леп. Ова е наша секојдневна вистина. Секој од нас уверуваме во тоа. Да, навистина животот е тежок. Предпоследна работа, Бог ги тргнал од рајот. Не може човек грешен во таква една состојба да живее во присутноста на безгрешниот. Ги отргнал од рајот. И седма работа, смрт. Адам и Ева, дошло време, навистина многу живееле, вели извештото Библијата, дошло време кога тие го завршиле својот живот. Да, драги мои, ова се 7 последици што гревот ги носел. Но гледайте ја сега убавината на Божиот план на спасение со следниот слайд што ќе го поставам. Овие 7 страшни последици на гревот, по овој редослед, ги имаме запишено само во уште еден извештај во Светото писмото. И тоа во извештајот на Христовите страдања.
Многу интересна компарација. Гревот донел 7 страшни последици. А Исус, кога ќе ги анализираме овие текстови што се запишани во овој слайд, во Матеј 26 и 27 глава и во Марко и во Јован, ќе видиме дека сите тие 7 страшни последици на гревот тој ги зел едноставно врз себе. Тој е зел и болката како прва страшна последица. Пишу, имате текстови, може да ги видите. Ја зел болката врз себе. Го зел нашето проклетство, Марко 15 глава. Го зел и нашиот напор, Матеј 27 глава. Трни и коров имал на својата глава, Јован 19 глава. Да, понатаму капки крв, едноставно како пот, течели низ неговата глава. Понатаму до е напор. Шесто, како што Адам и Ива били одвоени од Еденската градина, така и тој бил одвоен од својот отец. Боже мој, зошто си ме оставил, се зборовите што Исус ги кажал од Голготскиот крст. И седма работа, тој претрпел смрт, која што едноставно беше наша. Фантастично решение за проблемот со гревот што Бог едноставно нам ни го нуди. Исус ги претрпел твоите и моите страшни последици на гревот. И тој вели, јас сум спремен, дете мое, да те примам. Дојди, повели, јас имам време за тебе. И четврта работа, многу важна, Бог се погрижил за замена. Бог се погрижил за замена. Наместо Адам и Ева, да им беше тоа последен ден во животот во Еденската градина да умрат, Бог им дал милост. Тие живееле. Но Бог зел животно и тука беше тоа животно жртвувано, затоа што тоа животно требало да ги потсети дека еден ден ќе дојде небесното јагне, затоа пишува во 1 Мојсеева 3:21 и 1 Петрова 3 глава 18 стих, кој што ќе ги земе едноставно нашите гревови врз себе и така ќе ни биде едноставно замена. Драги мои, крајот го поставувам прашањето: на чија страна ние ќе бидеме во овој вековен судир? Видите, нашиот драг Бог ни нуди решение. Се погрижил за замена. Се погрижил да го реши проблемот на гревот. Да, се појавил, тоа не беше негов план. Тоа беше избор и на Луцифер претходно, а тој свој избор и таа своја одлука ја прошил на нашата планета Земја и нашите прародители едноставно сето тоа го прифатија. Меѓутоа, имаме заменик. Бог се погрижил за замена. Вие знаете, во еден спорт има играчи кои што играат, но има и заменици. Замислите кошарка, еден спорт. Ако излезе еден играч кој што игра и доаѓа негова замена, и таа замена така игра добро, што помага на целата екипа да победи и дава победоносни завршни кошеви, тогаш победата не е само на тој што заменува, него на сите кои што учествувале во тој тим. Исус е нашиот заменик. Тој дошол тука на оваа земја, ќе има едно цело предавање за тоа како се одвила големата борба во животот на Исуса Христа. И тој со својот живот покажал дека е достоен заменик за тебе и за мене. И на крај тој го дал и својот живот за тебе и за мене. И затоа на крајот завршувам со овен текст од еден духовен писател, кој што во неколку реченици ја опишува таа замена за она што Исус направил за тебе и за мене. Еве, читам и завршувам. Со Христа се постапувало онака како што заслужуваме ние, за да со нас се постапува онака како што заслужувал тој. Исус бил осуден поради нашите гревови, во кој нема удел, за да ние можеме да бидеме оправдани со неговата правда, во која немаме удел. Исус претрпел смрт, што била наша, за да ние можеме да примиме живот, што бил негов. Со неговата рана ние си целивме. Драги мои пријатели, Исус ни нуди рака. Исус денеска, Бог преку него, ни нуди шанса да биде наш заменик. Ќе ја прифатиме ли? На чија страна ќе бидеме во овој вековен судир помеѓу доброто и злото? За ова само ние одлучуваме. Господ нека ни помогне да направиме добар избор. Поздрав, се гледаме во следното наше предавање.